Јасен е нон-пейперот, правоуставни измени па после преговори, порача од Штип евроамбасадорот Михалис Рокас. Според него, усвојувањето на уставните измени е првиот неопходен чекор за започнување на преговорите со Европската Унија и порача дека француско-германскиот нон-пейпер овозможува почеток на преговорите без промена на уставот, појаснувајќи дека документот всушност ги зајакнува веќе договорените чекори. Но иако позициите на владата се бетонирани во однос на условите поставени од Бугарија, сепак Рокас нагласи дека во политиката договорите треба да се почитуваат и спроведуваат. Во политика договорите треба да се испочитуваат, а то е да се спроведуваат. Всушност, тоа што е најважно да го потенцирам е дека дел на акитото е на правото на Европската Унија како главен дел исто така и добрите меѓусоседски односи. Така да мислам дека сепак, значи тоа е одлука на самата земја која што треба да ја земе. Тоа што е важно, дека има поддршката на Европската Унија. Процесот проширување на Европската Унија е жив, динамичен и ургентен, а земјите од Западен Балкан имаат шанса која не треба да ја пропуштат, укажа Рокас. Тој вели дека е убеден дека во моментот кога земјата ќе започне да ги испорачува реформите со забрзано темпо, особено во сферата на владење на правото и борбата против корупцијата, и ги исполни обврските преземени од пред 4 години, ќе се забрза и процесот за интеграција. Рокот за имплементација на реформите цело време значи истекува. Ние сме во редовен контакт со собранието, меѓутоа не можеме да предвидиме кога точно ќе завршат со реализација на овие реформи. Меѓутоа тоа е еден процес на кој што на крај Европската комисија треба да ја направи проценката за да се види до кој степен се реализирани тие реформи, што се однесува на усвојување на уставните измени, пред се да кажам дека ова е политичка одлука. И всушност тука е одлука која што ќе треба да се одлучи од страна на влада и политичките сили, политичките партии кои ќе одлучат да се оди напред. Рокас рече дека од спикерот Гаши добил уверување дека собранието работи на усвојување на законите од реформската агенда, но она што е актуелно е дека законот за судскиот совет, кој власта го најавуваше како закон што конечно ќе ги реши сите проблеми во судското тело, всушност не го поминал европскиот филтер. Брисел одбил да ги исплати очекуваните 6,4 милиони евра, предвидени во реформската агенда за носење на новиот закон за судскиот совет, затоа што власта побрзала да го донесе пред текстот да добие зелено светло од Европската комисија. Инаку евроамбасадорот при денешната работна посета во Штип се осврна и на акцискиот план за малцинствата, оценувајќи дека процесот се движи во добра насока и дека досега се спроведени јавни консултации со учество на граѓанскиот сектор и други релевантни чинители.